Почитувани граѓани, во затворот Идризово во рок од 2 недели регистрирани се 3 смртни случаи на 20 затвореници од Скопје и 1 од Тетово. 20 од затворениците боледувале од рак, но немале соодветен медицински третман и тоа е причината за нивната смрт. Овие случувања во затвор Идризово и случувања во останатите затвори во Македонија, за кои што јавноста допрва и ке дознава, се потврдуваат за условите во кои што затворениците ги издржуваат мерките притвор и казните за нивните дела. Во Идризово има капацитет за 800 затвореници, но моменталната бројка на затвореници е 1600. Тоа го прави невозможно и функционирањето на затворските служби, нивните чувари, кои што треба да се грижат и одговараат за затворениците. Тоа што не достига соодветна здравствена заштита за затворениците не е единствена причина за нивното нарушено здравје. Во моментов, тие се сместени и во штали, и во простории што се уште полоши и со условите од келиите. Спијат на под или повеќе мина на еден душек. На Министерството за правда е да ги провери гласините кои што стигаат во последно време до нас, дали е точно дека затворениците им се барале по 1000 денари за реновирање на затворот Идризово, и ако е точно, ги повикуваме да ги санкционираат ваквите незаконити постапувања. Колку е сериозна злоупотребата во затворите во Македонија, говорат и последни случувања и случај на малолетникот во воспитно-поправниот дом во Велес. Јавноста мораше да дознае од народниот правобранител за управата за извршување на санкции да реагира, бидејќи службите во домот не му верувале на детето. Тоа проговори и за други силувања во поправните установи во Велес, но до овој момент нема информации дали е отворена некоја дополнителна постапка во врска со самите случувања. На недостоинствениот третман во затворите и на субстандардните услови во нив укажуваа бројни извештаи на Европската Унија и Народниот правобранител на Република Македонија. Очигледно, оваа власт нема капацитет да ги почитува правата на граѓаните на Република Македонија. Нема потреба затворениците дополнително и двојно да ги казнуваме. Благодарам.